И за денеска, вака пред викенд, ви подготвивме оброк на денот и тоа денеска можам да кажам не еден, туку два оброка на ден ќе бидат или две препораки за тоа што можете како новитет да вметнете во вашето секојдневно мени или во вашата кујна. Искрено многу се радувам на дружбата со Вања Тодоровска. Добре ни дојде. Вања, и многу ми е драго што се гледаме после известен период и што ќе се дружиме во кујната, затоа што некако секогаш муабетите ми се посебно уживање, особено кога те слушам како со некоја посебна енергија ми зборуваш за храната. Па, многу е заводливо да се зборува и да се пишува за храна. Заводливо, тоа е правиот збор. Да. Зашто јас кога пишувам за храна, пишувам за страст. За се она што значи љубов, доживување, поврзување. Идејќи навака баш помислав, викам, доколку книжевноста ги следи авантурите на духот, тогаш може да се каже дека гастрокнижевност ги следи авантурите на телото, импресии, спектакли кои што се случуваат во непцето, нели? И навистина е преубава работа што може да се готви, што готвењето има некој пиедестал, нели, со години веќе стана супер. Се сеќавам прв пат кога дојдов тука во готвењето, мислам дека така и стартуваше вашата утринска програма. Да, тоа беше ептен на почетокот од сезоната. Да, на првата и кога ме викна Марко, искрено се прашував, викам, што ќе готвам јас сега и зошто? Меѓутоа многу брзо си се побив самата себе си, бидејќи толку години покрај сите ангажмани што ги имам како новинар, уживам да пишувам за храна, ми ги сакаат колумните, нели, скромноста веќе не е доблест. Гастроколумни има посебно доживување во пишувањето, така? Затоа што сега особено доколку си гурман. Се изрази, а ти беше гурман или стана? Јас сум се уште. Од секогаш бев, да. Храната ми беше нешто што поврзува, нели, ако си добар те наградуваат со храна, со чоколадо. Мене ме наградува со нешто друго. Добро, ама и дружбите, семени, пријателски, секогаш се многу побави кога имаме храна на трпеза. Семените собирања се најдобри кога постои и таа нитка што не поврзува сите и навистина поврзува, понатака и во дружбите со луѓето што ги сакаш, бидејќи нели не јадеме со тие што не ги сакаме. Така? Да. Храната е љубов. Кога свати дека уживаш односно дека посебно уживање ти е пишувањето за гастрономијата, за храната, за рецептите, затоа што мислам дека сигурно е посебен предизвик, затоа што на читателот треба нешто да му презентираш, да се долови што вкусот. Да, баш така, нели, сензација од вкусови на непцињата, како се изрази пред малку, не те запаметив, ама многу добро звучеше тоа. Сепак тоа треба, нели, да им го предизвикаш на оние кои што ќе те читаат, а не е едноставно. Воопшто не е едноставно, ама ако го сакаш е љубов. И кога само е љубов, доаѓа. Ти доаѓа сам. Како појма немам, јас сите еве и ова што го наредивме тука, јас ги имам вкусовите веќе. И храната многу често ја делам на среќна и тажна храна. Тажна храна ми е индустријски многу преработувана, а среќна храна се овие зелениши кои што даваат посебна енергија на тело. Така почна и дружбата со Slow Food, бидејќи таму се луѓето кои што имат тука нешто поврзано со храна, со љубов, со уживање во гастрономијата и кои ги следат тие три принципа кои што се најважни, бидејќи Slow Food е гастрономско освестување, глобално освестување поврзано со храната, луѓето да можат да јадат и при тоа да уживаат во неа. И сите ги следат принципите за добра, чиста и правична храна, така и се пишуваат текстовите. И да почнеме. Тоа сакам да ти кажам, ти си гурман, уште еден гурман до тебе. Јас не можам да одолеам на мирисиве тука што ги чувствувам, па рете некако да почнеме, па ќе си му обетиме. Да почнеме со нешто што е Што е денес на менито во нашата кујна, затоа што им споменавме на гледачите два рецепти. Правам салата од леќа, која што во лето можете да ја направите во варијанта со многу кромит, млад кромит, а јас во зима си одбрав стар кромит. Добра. Салатата се меша со морков и со цвекла, нели кажавме да биде здраво и убаво. И храната не се фрла. И колоритно. И колоритно. И по можност да не
леќата нели ги заменува протеините, многу е здрава. Сега, јас кога ги читам сите работи поврзани за тоа колку храната што ја внесуваме во себе си е здрава, убава и корисна, некој пат дури си викам, па ние треба само да си го слушаме организмот, ништо друго. Така е. Сега, Макдоналдс. Да им доловиме на гледачите што е зеленилото тука на нашата маса. Зеленилото може би не личи на себе си, бидејќи ми е нешто тажно, се работи за нане и тоа органско диво нане. Еве вака ќе направам, зашто ако го сецкам, мислам и тоа ќе исчезне. Многу е интересен спој на нане и леќа. Значи тоа е нешто како љубов на прв поглед. Сега ме предизвикуваш дополнително да пробам, а никогаш не сум ја пробала таа комбинација. Нане и леќа. Да, преубава ќе видиш. Љубов на прв поглед, вели Вања. Вела ми на прво залче. Добра, цело ќе го ставиме? Нема да е премногу доминантно или? Да не се плашиме од вкусовите. Да дозволиме да ни играат во устата. Доминацијата е на вистинско место. Си дозволува да владее со вкусот, ама малце ќе ја заблажиме, односно ќе ја неутрализираме, еве со Макдоналдс. Значи на сите готвачки надпревари кои што одев, кога ги гледам, готвачите колку убаво сецкат. Како се постигнува тој момент? Го постигнати низ годините? Или? Да, си сецкам како нормално. Јас нити сум професионален готвач, нити сум нутриционист. Ама некој пат не треба ни да се стремиме кон таквите екстреми, сакам да изгледа убаво, тоа е. Да, на крајот по мене битен е и најбитен е вкусот. Малку да ми го промешаш? Секако. За да си дојде убаво. Да, додека ти го сецкаш Макдоналдсот, може ли да им кажеме на гледачите, бидејќи овој мирисот многу ме фасцинира од тука. Што е тоа? И тоа ќе го додадеме. Сега ќе ни каже Вања во какви количини. Тоа ќе биде за втората приказна. А тука нема воопшто во салатата? Не. Добра. За втората приказна која што е врзана за тартуфи. Тартуфи се љубов на втор поглед, бидејќи се неугледни. Наликуваат на грди компири. Ама се многу здрави, скапи, притоа и во себе содржат, ми се чини околу 400 вкусни ноти кои што и мирисни ноти кои што само професионалците така си ги чувствуваат. Убавко е? Убаво. Добро? Да, дали е доволно ќе те прашам? Да. Очигледно ќе мешаме пак заради тоа што имаме уште да додаваме. Сега уште еднаш да се смеша и јас бидејќи многу ми недостасува и пролет и лето, одозгора ќе наросам со Макдоналдс, да ми асоцира на трева, да ми асоцира на времето кое што доаѓа, а е поврзано со сонце и со наше поднебје. Нели ние сме сите сонцељубени? Сончева нација и сончева земја сме, да. Еве, привршуваме. Толку, значи салатата ни е готова, да знаете. Многу лесно, брзо. Сега ставаме кромит. Одбрав црвен кромит. Некако ми е поинтересен. Вања, колку често знаеш оваа салата да си ја подготвиш за често дома? Често ја правам, многу често. И колку знаеш леќата, можеби вака да ја комбинираш во разни варијанти? Леќата... Затоа што е многу здрава, а некако имам чувство дека ние некако ја подценивме. Луѓето само леќа манџа и тоа, и некако голем дел од луѓето имаат одбивност. Јас бегајќи од тие стереотипи дека леќа може да биде само манџа, почнав да ја правам оваа салата, инаку е преубава. Еве, сладка е. Прекрасна. Сега можеме да ја наличиме, уствари малце да наросиме некое масленце, имаш? Да, само да видам. Еве, масленце ќе ставиме и нешто друго? И тоа е тоа. Сол, прашуваат колегите или? Не мора. Добра, доволно? Да. Добре. И чеки за да биде ова. После Саше кога ќе дегустираш, ако не ти е солено, ќе си додадеш. Додадеш се што ти треба. Едноставно е да речеме да не е солено. Мислам дека вака. Исто како во ресторан кога одиш, така, значи ти ја сервираат вака, потоа ти по твој вкус. Сега имаме уште нешто, немој да се пријадеш со салатата. Затоа што Вања ни подготви сега ова втор рецепт. А тоа е? Тартуфите ги имам пробано на сите мои патувања и барања на себе си. И за тартуфите ќе се сложиш, Вања, луѓето се скептични. Да. Или ги сакаат,
или не ги Значи, сакаат? време е да се Мислам дека раскрстува рамнодушни не да. може да останат, затоа што тоа е можда и добро. Да. Меѓутоа, јас им на сите им препорачувам пред да донесат суд за нешто, да го вкусат и да им проработи тоа чувство, дали им е тоа окей или не. Значи, имав можност да пробам тартуфи одамна, меѓутоа се навлеков на нив од како ја запознав Валентина Митрева, која што семено создава чуда од тартуфи. Да. Ова се дел од незините чуда. Ние сме имале во кујната и јавна покана за Вале. Ќе дојде Вале, сигурно, повторно. да. И Вале знае толку интересни работи да прави со тартуфи, мислам дека ќе бидете изненадени, бидејќи палетата на нејзините производи на вистина е чудесна. Има дури и палента со тартуфи, она прави чај од тартуфи, читав тука имаме и сладко од тартуфи и маслиново со тартуфи, значи има безброј варијанти. Значи, ова е многу нешто едноставно, а сладко. Можев да го направам и дома, за да ми биде поедноставно за сечење, ама нели е поинтересно и да се види. Пред крај нема, за да ни се залепи убаво. Добро. Значи, мачкам павлак. Инаку, тортилите се од хелда, и хелда е преубава здрава. Е така. Вања, дали низ годиниве научи да се храниш се поздраво? Па мислам да. Мислам да. Тоа веројатно доколку го слушаш ти предизвика некои промени. Да, и тоа тоа секако, ама со години се научив да го слушам внатрешниот глас и да си го слушам телото. Телото најдобро знае што му треба, значи без да, ама ние сме една односно нација на луѓе кои што не секогаш слушаме што ни зборува телото. Ама ние можеме и да се менуваме, не сме дрво. Апсолутно. Ама некако тешки сме на промени или твоето обкружување не зборува? Јас мислам дека не, особено доколку сакаш да бидеш подобар човек. Јас сегаш мислам дека добрината може да го смени светот. И храната е една од тие благодети кои што ни го прават светот поубав. Ние сме тоа што јадеме, така? Ние сме секако тоа што јадеме, ние сме и тие со кого јадеме. Е, сега види, ова е чист тартуф, значи Вале е стварно маслиново, уствари не маслиново, масло од тартуф, инаку има црн и бел, тоа знаете. Да. Белиот е нешто невидено скап, а црниот е поприступачен, да речеме, како дијамант. Еве вака ќе стане. Гледај колку е богат, тој колку е убав. Сакам да пробаш многу. Ама јас идве чекам да завршиме. Тоа е. Сега ставаме, ова е маслинки со тартуфи и гледај колку убава смеса и колку убава текстура. Значи прекрасно. Јас прво би рекла дека и визуелно многу убаво изгледа, а потоа ќе биде тоа едно сега визуелно зависи како да се и од нашата како се изразите преска што ни се случува спектакл. Спектакл, да. Спектакл ќе биде тоа. Спектакли се случуваат често, еве и сега е ова спектакл бидејќи нема да се повтори истото. Значи сега се витка. А од тоа чекај, добро, многу брзо. Трпение. Како вика, трпение, спасение, така си е. Ете така си го виткаме. Јас внимавам да не ми излезе нешто. Сега вака, еве излезе. Добро. Се случува, не е страшно. Ќе го вратам во куќичката. Што ти треба, ноже или не? Не. Нема да го сечеме, добро? Чекај, први знаеш што ќе направам за final touch, за да биде експлозија на вкусови. Одозгоре ќе го ставам ова сладко со портокал и со тартуфи. Па животот е да се ужива, да се радува, убаво да се јаде. Еве, Марина ни доловува како тоа добро изгледа. Се радувам. Одлично изгледа. А добро, можеш да пробаш, сакаш да пробаш вака, не е страшно? Не е страшно. Баш ме интересира. Ненад повели. Па Ненад цел ден го чека јадењево. Ненад, се радувам што те гледам. Ама не, вака, прво вака, познавајки те, не е класично благо, да знаеш.
Со тартуфе. Прво, познавајќи ја, Вања морав да влетам, затоа што си ја знам 100 години, што се вика, нели? Да. А второ, знам дека тоа е вкусно, а трето, веќе ако ви треба некој да дегустира... Се разбира. Еве, јас ке се понудам. Ако најмногу сакам, затоа тој луцкастиот Джейми спектакл. Оливер е спектакл на свој начин, бидејќи све прави природно и све е на лице место убаво, за разлика од мојот, да речеме, гастрохерој Ентони Бордейн, кој што не заврши како што треба да заврши, како што му доликуваше. Сакам да кажам, мислам Ентони Бордейн спомна, апропо жените колку внимаваат на се, вика, се заљубив на жена, во жена која седеше карши мене. Јадеше ракчиња, вика, толку ги цицаше што од страна почна мрсно да ја излегува, да, ама толку беше, вика, за мене, вика, несватливо привлечна. Сакам да кажам, на вистина треба да се ужива. Така е, така е. Сега бидејќи ова Да толку ти кажам дека убава, правите луѓе си ги одбрала. Јас и Ненад не да уживаме во храна. Се гледа. е супер. Не се гледа и сега вака. Чека ова ноженце да го забришам. А што, колешки, сакаше да понудиш, што е ова? Благо е. Добро. Многу е убаво, ама со тартуфе. Ова може да пробам? Може Да. со тоа да пробаш. Улека само да не ми се накапаш. Не. Специфична, но убавко, да. Специфично, да. Има На тартуфот. почеток, а после Аха, нели? да. Да, никој не останува рамнодушен на тартуфот, ама Да. многу добро. Никој не останува рамнодушен. Сега ти чувам од на седа пример, А само на Третираш. тартовски ма ставите да? Нема е. не, добро. А добро, а Секирайте. можеш да еве да ставиме салатичка можеби во тањир, така? Ванич, не се секире, ние завршуваме со емисијата. Треба да води уште, така што така така се велам, правиме гезме, да. Ќе му чувам од се по нешто, да не се секира. Сега ова сакав да кажам, да го направев ова вчера. Да ја немавме можноста на лице место, кога ќе се стави у фрижидер, се разбира, без овој сладкиот дел, без овој Добра. final touch, ќе се стегнеше многу убаво и ќе може парчињата да бидат вака пократки. И сецка не сакаш да кажеш? Да. И Добра. ептен убаво изгледа, ама сега бидејќи не е така, Добра. ние ќе го сецнеме вака. Ама ќе им кажеме на гледачите дека имаат опција дома да си го стават малку во ладилник Да. И сега, и малку поинаку да си поиграат со истото. да. Ама е супер. Правиме уште едно нешто или тоа е Тоа тоа? е, да, тоа е Тоа е тоа. тоа. Бевме брзи, се радувам. Бевме прекрасни. Да. Јас Ако немам сакаш, зборови за оваа може наша уште- денешна дружба, Да. па мислам дека тука некаде сме и со времето. Само сакам да те прашам колку затоа што ми спомена, уживаш, мислам тоа се гледа и по тебе, колку уживаш во гастрономијата, во пишувањето, А во која смисла се гледа во мене? Преку мене. по начинот на говорење, во таа слушај го. смисла. Тоа е бидејќи го сакам и пишување. Да, Тоа е да. исто. Вистинско уживање ми беше Да. разговорот со тебе, но сакам да прашам колку знаеш и сакаш постојано да експериментираш во кујната и со фамилијата дома, со семејството, со пријателите. Дали секој пат трпезата е различна кога ќе дојдат луѓе кај Најмногу во тебе? свет сакам да експериментирам, секогаш е различна, така и доаѓам до некои интересни вкусови, така некогаш си викам, јас не можам едно јадење да направам исто два пати, меѓутоа се навлекувам и на она што значи, уствари веќе сум навлечена на традиционалната кујна, бидејќи ние со Slow Foodie ја негуваме љубовта и ја протежираме локалната храна, Да. значи делувај глобално, делувај локално. Локално. Локални производители, запознав прекрасни луѓе и некои најинтересни јадења тие ги има во книгата која што ја издадовме со Slow Food, која што јас ја пишува Slow Food гостилници. Например, каурдисана туршија. Се слушнала некојаш за тоа? Нели како звучи мистично и некако привлечно и некако старски, како old fashion, се работи за туршија и ориз, кои што се споени на најдобар можен начин. Кој би Тоа рекол јадење дека на таква вистина, комбинација да, може? само зборува. Значи има 1000 работи. Нашите жени биле и многу снаодливи од ништо да направат нешто. Ние сега имаме можности да се бидеме е подруго подекадентни, време. да. Ама треба да се држиме до нашето, зашто нашата храна и наш идентитет. И еве сега наједноставно погледнете ја нашата кујна денес, софрата денес и ќе знаете какви ни се состојбите во општеството. Тоа е непогрешливо точно.
Рейс до највар, ова го фатија нашите камермани. Драго ми е и тоа е жива вистина. И тоа е жива вистина, да. Ти благодарам многу. Ми беше убаво. вистинско уживање, а посебно ќе уживам сега во дегустацијата. Да. Се надевам дека дадовме добри идеи за нашите гледачи. Знаете, оброкот на денот на YouTube каналот на Утринска на Телма можете да го пронајдете доколку не фативте некаде од средина или не од самиот почеток. Овие два прекрасни рецепти кои што се многу брзи, едноставни, а супер хранливи, можете да си ги подготвите и вие во вашиот дом. Се гледаме ние за скоро пак. Поздрав!